вака. Ако ние гледаме дека приватниците, фирмите ги дигаат становите, има станови сега денес што се продаваат во Скопје за 4.000, за 3.500 и така натаму. И 2.500, повеќето граѓани и средна класа не може да ги купат овие станови. Од 100 квадрати стан да рачунаме малце полесно, ако е 2.500, тоа е 250.000 евро. Колку граѓани во Македонија стварно имаат во кеш да ги купат? Ако одиш во банка и да имаш 50.000 евра, значи уште 200 земаш кредит, банката ќе те праша колку заработуваш, сигурна плата наволно, може да изгубиш еден ден, ама тоа е друга приказна. И 200.000 евра со камата од 5-6%, ти треба 1.500-2.000 да плаќаш месечно. Пример велам, за да ти можеш таков кредит да земиш. Кој ќе добие таков кредит? Тие што имаат многу пари, не му треба, тие во кеш ги купуваат. Така, да. Сега почна и некои странски фондови и не знам што, да купуваат станови во Скопје околу 100 купиле и планирале 1000 да купат. Јас мислам следното треба да се направи. Прво, бидејќи има многу моќни фондови кои што имаат трилиони долари. Како фирма, пример како BlackRock. Тоа е најголема компанија во светот. Располага со 7-8 трилиони долари. Тие Македонија ќе не купат. Ако сакат, да не дојди до тоа, бидејќи штом имаш странски купувачи, купуваат тие ќе ти купат и поскапо и после ќе ти ги рентат, под кирија ќе ти дават, ќе ти дигнат цените и ние автоматски влегуваме во едно движење каде што кога ти нудиш многу скапи цени и има кој да ги купи, цените стално растат. Кога нудиш многу скапи цени, а нема кој да ти купи, ќе ти седат на пазарот и после мора да паѓат. Ние мора да креираме конкуренција со овие приватници, кои што произведуваат станови во Скопје по 2.500-3.000-4.000. Да изградиме, да формираме државна фирма. Јавна државна фирма, можат и приватници да влезат да биде јавно државно партнерство, но приватниците не би влегле бидејќи ова фирма за изградба на станови и куќи ќе биде непрофитна. Сите тие ќе си имаат добри плати, ќе си имаат нормални плати како треба да си има и нема профит. А кој си приватник, имаш фирма, ти ќе ги вложиш парите, на тоа сакаш, ако можеш не 10, 20, 30% да заработиш на 10 милиони евра, ако е зградата, ти сакаш 150% или 200 или 80. Такви профити се никој не заработуваат, речи. Дури најмојните технолошки компании не заработуваат толку висок профит. Не зборувам за нет профит. И ние кои ќе изградиме фирма со 2-3.000 вработени, ќе почнат да градат станови кои што ќе бидат многу поевтини од овие приватни фирми сакаат и не реално ќе продаваат становите. И така може да ги намалиме. А се разбира, некој што има 5 стана, 6 стана или 4 стана, и што нон-стоп купува станови, мораш да ги оданочиш повеќе. На првиот стан ги оданочуваш со минимална цена, таму треба да живе. Вториот, третиот, петиот, некој може цела зграда да купи или гради зграда со 100 стана и ги издава под кири. И тој заработува пример на 100 стана, ако се по 500 евра, тоа е огромна сума на пари. Ти ќе го даночиш оне како што кажат даночната политика. Што повеќе заработува, повеќе ќе го даночиш. Ако губи пари на бизнисот, нема што да го даночиш. Тоа му е одиво негатива. Значи, многу лесно се работи. И една бетонизација како ќе спречиш? Значи, самите општини. Пак ќе одам на советниците и градоначалникот, кои што гласаат таму да се менат маркиците ДУП. Ајде овде парк не, каков парк бе, овај бизнисмено има гради, ова ќе ни дај 2 милиони, 3 милиони евра, дај пушти онек изгради 300 стана, на место да биде парк. Значи, ние немаме ни влада, ни власт, ни општини. Бетонизација може само да се спречи ако дојдат на власт честни луѓе кои што, пример, градоначалници, советници и се разбира владата, кои што ќе се бори против промена на ДУП-от, промена на плановите и ќе се бори против бетонизација. А ние денес на власт имаме повеќето се криминогени луѓе кои што сакаат, нив едно само ги интересира тендерчина и дајте ми власт, па да си заработам нешто. Не го интересира да Скопје некој. Гледате што се случи од Скопје. Јас живеев во Дебармало, во близина Дебармало.
тотално уништени. Згради никнат, кисела вода. Тоа е катастрофа, беше. Дојди да видиш како е кисела вода. Ако не си бил, има еден дел, ќе се чудиш, една зграда 12 спрати, другата 3, другата 4.